Почитувани гледачи, добар ден, добре дојдовте во емисијата за земјоделците Аграр. Оваа слика на ожнеани површини веќе насекаде е препознатлива. Се наоѓаме во Струшкиот регион, каде што овие култури житни, јачменот и пченицата се присутни. Гледаме веќе е балирано, изорано, онаму каде што може да се направи сето ова и што е најважно, свеста и совеста кај производителите за опасноста која што може да се предизвика со палење на стрништата, но и на тревите, кои што гледаме и во околина има израснато. Мислам дека се зголемува и треба да се внимава. Повторно апел до земјоделците, знаеме што се може да направи пожарот. Актуелни теми постојат во земјоделското производство. Сезонски знаеме дека во летниот период е најактуелно она што го имавме нели како жетва на пченицата, јачменот, тука се градинарските култури, овошјето кое што го имаме многу помалку во однос на минатите години, а секако и она што следува во однос на винското и трпезното грозје. Да видиме кои се најновите моменти во ова производство. Разговараме со Јован Златевски, кој што е председател на Републичкиот сојуз на Сдруженијата на лозаропроизводители. Знаеме дека веќе трпезните сорти на грозје се берат. Ќе ни кажете која цена ја достигна и што се најавува од откупувачите за предложените откупни цени на вранецот и смедеревката. Откупот на трпезното грозје е во тек. Цената беше релативно добра во почетокот, меѓутоа сега е падната на околу 40 до 45 денари за кардиналот и за Викторијата. Иако лозарите очекува повисоки цени за овие трпезни сорти, меѓутоа таков е пазарот, откупувачите не даваат повеќе, повисока цена и мора да задоволат со тоа што им го нудат, затоа што тие се временски ограничени, мора да се, кога ќе постигне зрелост, тоа грозје мора да се обере и мора да се пакува, за да стигне во добра состојба кај корисниците на трпезата нивна. Има и многу работа, треба тоа да се конфекционира, да се дотера тоа грозје, за да биде гроздо да биде убав. Па трошокот за берба на трпезните грозје е многу повисок во однос на трошоците за винските сорти грозје и во услови кога цената на наемните работници ова година достигнува максимална во однос на претходните години, работните сати истите ги намалуваат, за помалку работни сати барат повисоки цени за нивниот труд. Колку се движи дневница сега? Околу 2000 денари една надница нивна, а работа до 11 или 12 час до пладне. Така да трошковите се од година во година се повисоки, а цените никако да ги покријат трошковите што тие лозарите ги имаат за производство на килограм грозје. Дали имаме извоз на трпезното грозје? Има извоз. Голем дел оде за извоз. Нашето грозје е познато во соседните земји, најмногу во Србија и во Косово. Добро поминува таму, меѓутоа не е доволна цената што им се плаќа на лозаропроизводителите за да ги покријат нивните трошкови. А која беше цената во почетокот на стартот? Во почетокот имаше и по 60 и 65 денари по килограм. Квалитетот верувам дека беше добар, годинава беше особена наклонета кон грозјата. Ова година квалитетот е извонреден, заштитите не беа такви како што беа од претходните години, значи болести имаше помалку, тоа е предизвикано и од слабите дождови што беа, а тие се главен иницијатор за да се јават болести кај лозовите насади. Значи, квалитет имаме и на трпезното грозје, има и на винското грозје. Родот колкави се количините? Се очекува и повеќе да имаме и кај трпезните и кај винските сорти? Немам точна количина
да кажам, за трпезите грозје, нешто е поголем во однос на минатата година, а за винското грозје се очекува околу 100 милиона килограми да се произведе со високите температури што беа пред неколку недели во еден период од речиси месец дена, енормно високи температури, има намалување на родот. И реално е по сите анкети што ги правиме ние како Сојуз, дека би требало да има околу 90 милиона килограми винско грозје. Дали некои сорти веќе почна да се берат? Па се очекува овие денови да почне бербата и на шардонето, па и тие сорти што се првични, сега ќе почнат за неколку дени. Веќе се најавени, некои од купувачи почнуваат да барат грозје, се договарат со лозаропроизводителите, така да бербата за неколку дена до средината на наредната недела треба да до крај на август веќе знаеме дека се почнува. Кажете ми, дали овие сорти што се високо квалитетни, така ги нарекуваме, нели, имаат и повисока цена која што се нуди за откуп? Од она што веќе е кажано. Повисока цената на што е кажана, што е објавена како производна и откупна цена од страна на Министерството за земјоделие, таа цена се однесува за најзастапените сорти вранец и смедеревка. Овие сорти се со повисока цена, така најавуваат откупувачите, што е и нормално, затоа што се помалку застапени и квалитетот е подобар. Повеќе вранец и смедеревка се користат како базни останатите вина и затоа овие сорти што сега треба да се почне со откуп, тие ќе имат повисока цена, нормално е тоа. Која цена се очекува највисока да биде? Може ли да достигнеме од оние европски земји или Словенија или Хрватска, какви што се цените и Србија? Ние не можеме да ги достигнеме тие. Или Србија, и Србија има повисоки цени од нас. Сите, ние имаме најниска цена во регионот за винското грозје. Највисока цена од овие сорти е за грозјето темјаника, како најбарано грозје, и тоа се бара и за извоз, и неговата цена е некаде околу 40-45 денари, речиси дупло повеќе во однос на вранците на смедеревката. Нема големи количини посадено и тоа е тука и парадоксот на лозарите, затоа што не се знае точно кои сорти е предвидено за наредните 10 години. Никој не може да гарантира наредните 10 години која сорта да садиш и која сорта на грозје ќе има добра цена. Јас се сеќавам. Никој не гарантира. Повардарија пред 20 години кажуваше Совиньон, Шардоне, се сеќавате и вие сигурно. Не знам сега колку и тие се бараат, ама имаше доста лозови насади. Сега се прекалемуваат, слушам, дека повторно во други сорти. Кој е вашиот став во однос на она што беше објавено како откупна цена? Сојузот како размислува, дали сте имале контакти, кои се вашите предлози и дали очекувате несогласувања или несигурност кај лозаропроизводителите? Недоверба. Видите вака, цените што беа објавени не ги покриваат трошковите за производство на килограм грозје. Цените беа објавени врз основа на утврдената методологија за формирање на цена од страна на Институтот за земјоделие и се уште не е јавно објавено врз кои формули. Јас верувам во Институтот на земјоделие, не сакам да ме сватат погрешно, затоа што сепак тоа е една институција
составена од еминентни стручњаци, кои што има во обзир како кои се трошковите за производство на килограм грозде. Меѓутоа, ако трошковите за производство на кило грозде се ставени на една страна, приходот очекуван се стави на другата страна, тогаш се добива таа производна цена, зголемена за 25%, како што е по законот и по методологијата за утврдување на минимални откупни цени. Се уште не е јавно објавено на кој приход по хектар е формирана оваа цена. Односно, тие трошкови на кој приход е поделено. Приносите, мислите, количината што треба да се добие. Количината што треба да се произведе, што треба да се добие. Они имат можност да предвидат. Правија некои анкети, меѓутоа незадоволство кај лозарите е во тој дел што не институтот не објави врз на која количина се тие трошкови. Во тој колку се движи тој придос прилика? Сега последниве години и годинава. Видете, ако се има во предвид дека има под Смедеревска и Вранец околу 11.000 до 12.000 хектари во цела држава, и ако очекуваниот приход е 100 милиона килограма, се знае која количина е таа што треба да се добие. Некаде има и под 10.000 килограми по хектар, некаде има и над 10.000 килограми по хектар. Меѓутоа, и трошковите и очекуваната цена од лозарите, што ја очекуваат да ја добијат, беше таа трошковите да се поделат на 10.000 килограми по хектар. Кој е вашиот предлог? Која да биде откупната цена? Откупната цена сите очекуваат да биде некаде околу 50 центи. Околу 30 денари. 30 денари. Така. Како размислите? И сега, ако лозарите очекуваат така, само да се оградам од моето лично мислење. Јас сум представник на една поголема група лозари и нивното мислење е тоа, дека секој произведува секој индивидуално го кошта различно цената на произведеното кило грозде. Некој вложува повеќе, труд и средства, зависи на кој површини, на кое поднебје се наоѓа лозовиот насад, некој помалце, некој повеќе. Затоа ние бараме да се модернизираат лозовите насади и да се овозможи со помалку трошкови да се произведе килограм грозде. Нашите планови се тие, модернизирање на лозовите насади. Пример, недостатокот на вода да се надополни со задолжително поставување систем капка по капка на сите лозови насади. Таму каде што системите за наводување, каналите, таму каде што имат можност, каде што има во близина канали, да не се наводнува на браз. Второ, набавка на механизација, комбајни, машини за подкршување, машини за кроење, кои што се многу скапи, ама тоа да се направи со здружување на лозарите во задруги и субвенционирањето за набавката на ваквата механизација ќе биде 90%. Односно, лозарите здружени преку задружка да платат само 10% за набавка на овие машини. Само како пример ќе ви кажам. Ако мене лично, јас имам 4 хектара лозов насад, ме кошташе 5,5 денари бербата на гроздето по кило. Ако тоа биде механизирано со комбајн, мене ќе ме кошташе од денар до денар и пол. Значи, најмалку 4 денари добивам на крајот на годината, имаш помалку трошок по кило грозде. Мораме да го модернизираме производството на лозовите насади, за да трошковите не бидат помали и за да може
и винарските визби да добиваат некоја цена на суровината со кое што ќе произведат па и наливно вино кое што оде за извоз и да може и тие да освојуваат приход. Така, квалитет имаме, се повеќе се признава македонското вино. Да. И се бара, верувам така и ќе продолжи. Останува да видиме како ќе се одвива самиот Гроздобер, ќе бидеме ние лично присутни таму најверојатно. Ви посакувам успешен Гроздобер и секако помалку нервози, нели? И кај откупните пунктови да се внимава на шекерноста, најверојатно инспекторите од Државниот земјоделски инспекторат ќе бидат присутни, а и вие можеби со ваши представници од Сојузот. Да. Добре. Ви благодарам многу. Ви благодарам и вас. Ви посакувам убав ден. Тоа беше Јован Златевски, председател на Републичкиот сојуз на Сдруженијата на лозаропроизводителите. Колку може да биде едноставна работата во овчарството, ќе видите од следниот пример, но исто така е инспирација за тоа дека од овчарството сепак може да се живее и животот во Швајцарија или од градовите да се пренесе во ова место кое се вика Новачани. Семејството Црвенови низ многу премрежја, но сепак задржувајќи ја традицијата од своите предци, продолжува со производството на овчо млеко, јагне, но овој пат од друга раса. Асав, гледаме колку се кротки, овие се јагниња кои што се добиени од купените 50 јагниња во почетокот, а за сета сторија, сепак за она како се пробиваат и што треба да се направи во ваква фарма, ќе слушнете од самото семејство од Велчен, но да напоменам и тоа дека овие раси се чуваат, ова асав се чува во затворен простор, еве ги гледаме колку се питоми и дека можеби овој начин на производство треба многу повеќе да се прошири, но има и потенцијал не само за производство, односно продажба на овчото млеко, туку да се направат тие традиционални производи, разни видови сирења, да се зголеми продуктивноста, да се добијат и до 40 литри од една овца, но уште еден потенцијал во сето ова, а тоа е така наречениот селски рурален туризам, овде во непосредна близина е езерото Младост, и сето тоа да создаде еден друг амбиент во селата, да може да се живее, да се бега од градовите, а ви гледаме вакви позитивни примери, има се повеќе низ нашата прекрасна Македонија. Во непосредна близина на Велешкото езеро, а сепак заскриено со венец од питоми ридови и недопрена убавина, се создава една поинаква приказна за овчарството, кој обстојувало со децении, а сега нуди нешто ново. Фармава постои па од 60 и некоја година, 64-та поточно. Првично дедо ми кога чувале на местото во викам ке топилница фабрика во што е, кога се градела фабриката, ги иселили им го доделили тука во ова место. Они се занимаваат се сточари па од цел живот. Они се позната фамилија. Кога се земавме ние со сопругата од 2000-та година па навака, идевме повремено, сме му помагале на дедо ми, меѓутоа сме си работеле и друго. Почнавме да работиме тука, ама некако не фати еса, поти не се поклопија коцките. Короната фати, за жал дедово почина, па сејки ги своите овци револтиран од овчарите, пошто еден ки си отиде денеска, имам работа, ќе одам ракија, ќе варам, другиот до лекар да ми ги немало со денови. Ја заминав за Швајцарија, имавме околу 300 комада, таа раса на праменки, некако и јас не бев ук. Не сум растен јас со овци, искрено. Мене желбата ми дојде од после. Губиток имавме тогаш, значи од 160-70 кила млеко на ден паднавме на 40 кила. Ја не знаев да им вода месап. Чекаа на први само платата да дојде и толку беше. Немаше, за нас ништо не остануваше. Ги продававме со сопругата и заминав за Швајцарија. Првата слика за Швајцарија се непрегледливите зелени уредени пасишта, а на нив крави. Во најчистиот предел со услови како во град, нивните села и фарми го инспирирале Велче дел од тие искуства да ги пренесе дома. Колку се ценети земјоделците и сточарите таму. Јас бев лично шофер таму, не се занимавав таму со сточарство, меѓутоа како одев по редиштата само гледав фарми,
Секоја втора куќа, верувате ли, ние си имаше вака заградено простор, многу крави се чуваат, овци нема толку, ама немаше куќа што не чуваат нешто стока. Во градчето кај што живеев, се будаме на Сабајлина, конвој од сите фармери преправени во сточарски оддела, со трактори, дотерани, жени, мажи во такви нивни носи, маршираат низ градот, си имале некој празник, нешто многу свечено, многу посветуваат внимание на тие луѓе. Посебно се ценети. Секоја фармерска куќа во дворот, гаражи че имаат отворено, со млеко мати, можеш слободно да отидеш да си наточиш сам млеко. Јајца оставени, си продават, си оставаш сам пари, си купуваш. Луѓето си се по цел ден на фармите. Државата, мислам дека многу стои зад нив и ги поддржува во се што работат. Како им се слушавме дома со фамилијата и им кажу, гледајте шуви овци има тука, гледајте шуви крави, какви фарми има, како воа, како тоа. И на крај жена, па дој си, на крај вие ќе се направиме фарма, ја ни стој, ни чекај. Завршување со договорот со кај што работев, со тој дечкото, газдата, тој македонец. И викам, јас си одам. Што ќе правиш у Македонија? Ќе чувам овци земо. Абе, земо бе, ти иди у доктор, ти си луд, си иди франака плата, узимаш овде, ти знаеш и колку е тоа пара. Ма земо, ако оче и 600.000, ја идем куќи. Сакав да го применам тој нивниот систем. Еве полека се трудам колку можам и ќе ги убедам и другите сточари дека можат вака на вој начин да се чува стока и да го зголемуваат стадот. А од пашата веќе нема ништо. Гледате дека веќе се е узурпирано. Паша нема, климата е изменета. Кај нас годинава среќа вака што е малку еве зеленило као у Швајцарија, да речеме. Дали мене ме посака Господ вака што е година што се зафатив со стока. Дали, ама може би до година ќе биде суша. И еден месец-два само ти што ќе искористиш за тој месец-два. Овците од расата Асав веќе неколку години се присутни во македонските фарми. Веќе се добиваат почетните резултати. Иако можностите за млекопроизводството се многу поголеми. Фармава постои веќе година и пол. Оваа раса е Асав, чистокрвни. Ги купив тука од Македонија. Јагниња 50 комада ги земав. И сите женски јагниња си ги оставив, сега моментално имам околу 100. 2 кила е просек. А има исто од истата раса, даваат и по 3. Се трудам колку можам храната да ја погодам. Една овца да дава 2 литра, треба да бидеме горе-доле задоволни. Од 100 вакви мазни овци, вие да имате на ден по 200 кила млеко. Со оваа храна ја што дам? Па тоа се, ја израчунете сами, колку пари се тоа. 6 месеци правиме мувет во годината да ги мазете. Горе-доле сум задоволен. Плаќањето е 2 пати во месецот, така да немаме никаков проблем. Цената е 60 денара за литар и 7 денара за литар предадено млеко земаме субвенции од државата. Тоест, јас уште не сум земал, меѓутоа мерката е таа. Се надевам дека оваа влада дека ќе си достоат на зборот и дека ќе го испочитуваат тоа што го кажале. Ја мислам дека со 200 овци дека комотно може да живее и да си плати и човек да си има тука. Не да ги пасе нари. Да се разбереме, тука за во штала. Ако има фамилија, мислам со жена, со деца да си работи фамилиарно, нему ни требаат вработени. И што е најважно? Се олеснува работата. Нема потреба од овчари. Тука се покрај куќата каде што за постојано се преселиле Велче и сопругата. И друг момент што ретко го среќаваме по другите овчарски фарми е машинското мозење. Машински се мазат, јас си ги мазам и сопругата и одим и на работа пус двајца. Еве, искрено кажувам, мене не ми е тешко. 4 сабајле станувам, ќе завршам се, си одиме на работа. Во 3 се враќам, сега пак ги мазам. Дури имам време на поручев малку ако сакам да ги пуштам и да прошетаат тука. Не само морална поддршка, туку и конкретна. Во работата се вклучени и двете ќерки. Заедно со мојот татко, со мајката и со сестрата, ние сме на нашата фарма, што многу одамна постои, благодарение на мојот дедо, па ние сакаме да се продолжиме таа традиција, меѓутоа со друга раса на овци. Не праменки, туку овие се Асав. Овие машини овде ние сами си ги набавивме. Уште од самиот почеток ни е машинско мозењето. Може би затоа тоа представува како една олеснителна околност за да се нафатам јас, нели, како девојка да работам оваа работа. Нормално немам срам затоа што навистина ги сакам животните, овците поготово, јагнињата. Млекото го откупуваат Бучан Козјак млекарата.
го ставаме нели нормално во лактофризер овде. Доаѓаат си го зимаат. Јас инаку сум вработена во образование, работам како логопед. Завршив на медицинскиот факултет во Скопје. Јас такам струката исто децата и животните, нешто што навистина најискрено и најчисто и најхумана професија пред се. Овде си ги имаме ние сите услови, имаме вода, имаме струја што е најбитно. Може да се случи да снемаме, меѓутоа си имаме нели агрегат за тоа што нас не е потребен со оглед на работата. Многу би ми било драго доколку би можеле нели да добиеме нешто плюс помош, да кажам, со оглед на тоа што нели сега има ИПАР фондови, субвенции нормално навремено да се пуштаат, затоа што како што гледаме сега ние се уште сме нови во овој бизнис, да кажам. Навремено пуштање на субвенциите, исто и механизација, нови стандардизација на шталите и се да биде нели во најнов, да речам, посовремен стил. Доколку владата ме поддржи нели во сето ова што е, пошто мене овие штали ми се сите легализирани. Честово е во градежен регион, имаме дозвола и за градба и за реконструкција на шталите. Патот ни е тука, струја, вода со канализација, спремни сме, значи, се што сум за работа, јас си ги инвестирам. И полека, и си живееме, и воа ми е место едно како разонода. До сега немам ништо искористено, ако верувате, ништо. Ни субвенции немаме земено ништо, пошто лани беа како јагниња пријавени, нели знаете мерката како е за постаро јагне над една година, тогаш даваат субвенции. А во план сме оваа година да пробаме да видиме која мерка, оваа што беше сега што помина за млад земјоделец, не ја исполнуваме. Барањата не ги исполнуваме ради тоа што сме со супругата постари, по 48 години имаме. Наредно што ќе следи сега, ќе видиме што ќе се отвори и сакаме да искористиме нормално, мислам, јас секако ќе инвестирам. Меѓутоа, ако ми помогнат, владата ако ми помогне, би го направил тоа, пример, за година или две. А ако го чекам сам, земи млеко, продај, да чекам јас пари од млекарата, нели, да ми дадат па да инвестирам со мој, тоа ќе треба може 7-8 години да го реализирам. Немаме ни земја на наше име. Немаме ништо. Сакам да видиме да земеме и нешто земја. Ваа година сме се накупено, се од џеп. Какви се плановите за воиднина? Дали се уште се размислува за животот во Швајцарија? Ако сакам сега, уште утре можам да се вратам пак и во Швајцарија или во Германија или за шо. Знаете дека едино во нашава држава сега моментално што видов дека има само од оваа пари. Иднината е во производството на храната. Еве гледате си да се жалат по пазарите. Патлиџаните биле скапи многу. Млекото било скапо. Да, скапо е. Ајде да ги броиме у Велешко, еве 50.000 жители, колку фамилии имаш одгледуваат стока. Светот не е тоа. Тука се каменот си тежи на местото. Тука е убавината. Со своји луѓе да си бидеш околу тебе обкружен. Има ли поубаво децата да си напредуваат? Сум размислувала за селски туризам. Навистина, местото овде не допрена природа е ова. Мислам дека тие што еднаш ќе дојдат, ќе повараат да дојдат и втор пат. Може би некои бунгалови, нешто така да се направи некоја инвестиција, меѓутоа за сега не. Природно да осигура поможност и сами ако знаат дека доаат да се измолзат и нека се направи. За мене предноста е тоа што навистина ова е чист воздух, животот е навистина здрав, се храниме здраво. Млекото е исто што го пиеме, јас си го пием без проблем, месо, се е природно. Тоа навистина ми се допаѓа, воздухот што го дишиме овде во нашето село во Новачани, многу е чист, за разлика од градот. Гужва е, хаос е, за Скопје веќе да не зборувам. И навистина предноста е што овде е мирно, тивко, чисто. За жал, еве, јас не познавам некој така, многу ретко некој од моја генерација активно да се занимава со ова. Ете, може благодарение на татко ми, на мајка ми, на дедо ми, јас да се занимавам со ова и едноставно љубовта кон животните си го направи своето. Јас го гледам ова како семеен бизнис прво и основно. Бројката околу 200, мислам дека и не ми ни требаат повеќе. Ја имам и таа идеја за рурален развој, за тука за туризам, за бугалови нешто да се наместат, меѓутоа тоа е, мислам, ако се прави, треба стварно да се направи, ќе ми треба инвеститор за тоа. Семејството Црвенови го препозна она што и нашите предци го воочиле, уште од старите времиња. Храната е се, здравието е се, воздухот што го дишиме, убавината и зеленилото што го гледаме.
Сликата на питомите и дарежливите овци се она што македонското поднемје го создало, а ние треба да го препознаеме како потенцијал за добар живот и за работка. Овој пример во Новачани е потик дека може да се успее, доколку се сака, но и државата да ги препознае можностите, да се најде начин да се задржат младите во руралните средини, да запре иселувањето, но и да се сопре миграцијата село-град, да дојде до пресврт од град во село. Можно е, да, но да се најде вистинскиот начин, порачуваат нашите домаќини. Убавина, мир, благосостојба и огромна љубов, што еве Сафет ти си го означил тој дел кај пчеларникот со срце. И со срце навистина работи во делот на она што може да го даде природата, да се искористи моќта, а најубаво тоа го користат пчелите, преточувајќи го во мед и други пчелни производи, кои што се неопходни за заштита на нашето здравје. Сафет навистина работи со љубов заедно со своето семејство, но карактеристично за него е тоа што органски ги произведува и има некои чудни облици на дрво кое што ги користи. Ова е орев, тоа позади е орев и исто така ево потрага на мед кој што го даваат пчелите, го произведуваат и по карпите во околината на Велешко, а ние се наоѓаме во Црквино. Интересен прилог кој што верувам ќе го задржи вашето внимание, но ќе даде и потик можеби кај младите и останатите дека и од ова може добро да се живее. Но потребна е љубов. Кажавме уште на самиот почеток. Пчелата е добар промотор на она што е највредното во животот, да се зачува здравјето и од неа можеме многу да научиме. Да бидеме навистина во буквална смисла медоносна земја. Сафет уште во детството преку љубовта кон пчелите ја осознава моќта на природата. Пчеларството му станува секојдневие и обсесија. Секоја пчелка, како што вели тој, е драгоцена. Добро дојдовте у мојот пчеларник у село Црквино. Овдека со пчелите се занимавам неколку години. Органски мед произведувам. Оваа љубов за пчели, као дете многу сум ги сакал пчелите. Многу сум ги сакал и сега ги сакам, душа ми е за пчели. На прво место стално викам фамилија, на второ место пчели. Преку 40 на пчелни семејства имам, а по карпи и таму ги имам доста, ама тие не ги бројам за овдека. Овдека мораш да имаш да се пријавени и така. И само како прават, толку ставам восок на рамки, со ред иде, така ќе си го наполнат. Ево гледајте, ево више со мет е наполнето, значи све е органски, нема ништо ни основа ни ништо ставено, ево го. Све е природно. Чисто е дрво, значи нема боја, значи не може да има боја, значи само се органски мора да биде. Се стари кошариња, значи и они се полни, сега од тие жешко многу, иначе тие би ги отворил за да видите како сами пчелите прават саќе природно мед, се значи сами прават. И овдека пчелите ги ставам посен у дрво да биде се чисто природно, значи да биде 100% природен мед, значи сегде тоа и у сандаци и у кошариња, значи се природно мора да биде. Обсесијата кон овие вонземни суштества е многу силна. За да им угоди и да се чувствуваат како дома, тој им го создава истиот амбиент како во дивината, онака како што би живееле доколку ги нема сандаците. Ево саќево природно, значи све е природно чисто. Ево ова е бело, еве како прават. Значи све е само бело, еве од таму, од напред, еве како спрат, више со мед почнале.
Со дрвјата што ги наоѓа во природата создава еден поинаков свет. Свет на креативност и создавање на највреден природен плод. Чист мед. Орев и топола се користи за пчели. Овде кај имам стари јавор, као дете, нигде од себе сум го научил ова и ова го права. Исто така ужива да ги пронаоѓа пчелните семејства на необични локации. По карпи ја доста мед вадам и по карпи кога ќе најдам, значи само од себе после ова го правим и така, значи у дрва да биде природно, како што имам горе у други дрва и се. Од карпи одам цела Македонија, посебно ваму кај нас Пешти, ваму, значи сегде од карпи доста мед исто вадим и тој е мед квалитетен, исто и ово е квалитетен овдека, значи нема ни шеќер, нема храна. Недопрена убавина, а како круна на се, Сафет на пчелите им нуди уникатна паша. Сејам овдека за пчели исто, имам еспарзета посејано тука, имам тамо посејано фарцелија, сончоклет, све сејам за пчели, за да биде за пчели добро. Ова ми е експарзета. Ова многу убаво цвети. Во три категории сејам. Значи прва, што беше фарцелијата помината уште у април месец. Па имам втора, па имам трета. Значи сејам по неколку пати, значи да има нонстоп за пчели, не да биде од еднаш. Они имаат паша овдека блиску, добра паша и чим има блиску, овдека имам вода блиску тука, 12 метра базен имам, значи чиста вода што пијат пчели. Репа на сено тие таму две ниви, тие се таму подалеку, значи све сејам за пчели да имат. Создавањето на саќето е уметност, создадена од вредните пчели. На тој начин се добива најубавиот и најскапиот мед. Ова е све органско, ево сами можете да видите. Ево види, све сами што прават. Ова го сакам, ова ми е душа мене. Ево, почнале више и со мед. Сега јас што пчеларим вака, ова е малце потешко. Може колеги пчелари ќе речат нешто, али ово е тешко доста вака пчеларење, али јас сум така навикнат и морам така. Така си имате РБО, значи регистрирани сте? Се сум регистриран као пчелар и најдобар мед дека имам, што вадим најдобар мед. 2023 имам добилно златен медал, пехар за најдобар мед. Се надевам и оваа година ќе биде така. Има профит за мед, ја мој скап мед го давам. Горе странство, сите мед ми нарачува странство, го праќам горе медот, да значи за мед колку да имам, значи немам проблем. Кој земала еднаш, значи после нарачува, многу ми барат мед. Ама немам толкова килажа немам. Колку имам, значи толку. Ја кога имам мед, давам мед. Кога немам, значи немам и стопирам и така е, кај мене. Сите гледат поевтино да земат. Треба мед кога земат на луѓето треба да земат од пчелар мед. Не да земат таму на пазар, например, на пазар свегли, кози и медот фалшо го продаваат. Од пчелите може да се живее, само поштено да работа со пчели, неќе лукавштина, значи со пчели многу поштено мора да се работи и може да се живее од пчели. Со голем респект и благодарност говори за нив, а се чини и како да комуницира со нив. Ги чува, ги негува, а тие знаат како да возвратат, но никако не ги остава без мед. До 8 кила најмалце, значи за пчела морам да оставим мед. Нека е 2 кила, ја 2 кила ќе ги извадам да бидат мои, останатото повише за пчели да бидат. Иначе ако не им оставиме мед чисто, не може да ги храниш пчелите. Ако ги храниме, пчелите ќе ни умрат. Значи само мед нејзино што е да и оставимо на пчели. Секој рој е важен, тој има своја техника како да ги привлече. Како дете се радува на секоја пчелка и трча со веселост и разиграност. Пчелите многу јаки треба да останат за да се ројат пчеливе. Значи мора мед да им се остави на пчелите. Не можеш целиот мед да извадиш, а да чекаш и роење или нешто така не може. Од 15 мај, 10 тука па додека ќе потрае роењето. Сега уште малце па ќе заврши роењето и така. А извадивте ли мед веќе? Оваа година уште не сме извадиле, мора да се запечати, мора да биде мед созреан, да биде добар
Иначе, ако не е запечатен мед, не можеш да... Така, очекува за тоа крај на... Па, мислам, таму околу 10 јули до 15, значи тогаш медот знам дека е созреан и дека ќе вадиме тогаш мед. Додека медот не е созреан, мед не вадим јас. Сафет е пресреќен кога е опружен со пчелите, но и кога е со сопругата и со синот, кому му го пренесува сето знаење, емоции и доживувања. Значи, пчели, секој млад треба да биде пчелар, као што е мој син и така, и он ми помага. Со мене да биде исто, значи, пчели ни се душа, што се вика. Својата љубов кон пчелите ја дели со својата сопруга Зина, која што ја открила и другата тајна која пчелите може да ја подарат. Создавање уникатни креми, чија основа е чистиот восок, прополис, полен во комбинација со миризливите и корисни тревки, што заедно со својот сопруг ги собираат на многобројните прошетки во недопрената планина. И сопруга помага. Она прави креми, мелеми прави, значи, се од природен восок, значи, овој пчелите восок, што го не е од другиот восок, значи, само од природен восок. Ова е душа, ова е милина. Као пчели да работиме, значи, се би имали. Иначе, пчела е нешто најубаво што може да биде и најработно што може да биде, пчелава е. И организирани, значи, има кои прават мед, има кои носат мед, оти сите не носат мед. Има стража, има се одека, се организирано кај нив. Да бидеме вредни као пчели, што се ништо друго. За неколку време се ќе биде полно со мед. И ќе бидеме медена земја, зашто за да не, и баш сме медена земја. Си заминавме од овој необичен пчеланик без да бидеме каснати од ниедна пчела. А тие беа доста активни, но верувам, пчелите, добронамерните ги препознаваат. Редно е и ние сите да ги препознаеме нивните скриени пораки, како да се биде организиран, функционален и успешен. Пчелите го даваат најубавиот здрав производ, сите работејки како еден, сложно и единствено. И во денешнава емисија се обидовме да опфатиме дел од актуелните теми во македонскиот аграр, кој што верувам дека одат во нагорна линија. Со невремето не можеме ништо да направиме. Се надеваме дека до крајот на сезоната ќе немаме такви климатски промени во однос на она што значи уништување на родот, што го имавме во април со измрзнувањето, и дека ќе бидат зачувани лозијата и сите останати култури кои што треба да донесат и приход за земјоделците. Но без вода нема ништо. Тоа е многу добро познато и кај земјоделците, и кај институциите кои што раководат со водата за наводнување. Овдека во Тиквешијата гледаме дека има доволно вода. За жал, овоштарите нема што да наберат во делот на праската и другиот вид на овошје, но во лозарството се надеваат дека сепак ќе имаат некаков приход и да не стравуваат земјоделците, ќе има доволно вода. Но апел и таа рационално да се користи, за да немаме и секако загуби во делот на водата, која што рековме повторно е драгоцена. Не само за вегетацијата, туку и за човекот. Знаеме дека постојат периоди кога и вода за пиење нема доволно во нашата држава. Тоа беше се за денешнава емисија. Верувам дека го задржавме вашето внимание и со последниот прилог кој што го видовте во делот на пчеларството, со која љубов се работи, и дека пчеларството исто така може да представува екзистенција ако се започне и ако се работи како што треба. Довидување, се гледаме само за 7 дена.